Денеска е, би рекла, еден посебно убав ден во Порто, заради тоа што имаме прекрасно време, прекрасни македонски навивачи, а пред нас е возбудлив натпревар и слободно можам да кажам историски натпревар за македонскиот фудбал и македонската фудбалска репрезентација, заради тоа што ако успееме да ја надмудриме Португалија со сите нејзини фудбалски звезди, тогаш Македонија ќе испише историја и за прв пат ќе успее да обезбеди пласман на светското фудбалско првенство. Дали ќе биде така, ќе мораме да почекаме и да видиме на вечерашното соочување на Драгао, каде ќе има 50.000 гледачи, односно навивачи, колку што е капацитетот на стадионот, од кои некаде околу 3.000 македонци кои што најдаа начин да дојдат денеска овде и да ги поддржат нашите фудбалери. Како и да е, еве ви ја пренесуваме атмосферата од овде и оние, да речам, последни подготовки и еуфорија пред навивачите да заминат на стадион, но во оваа прилика малку да дознаеме и каква е атмосферата во нашиот табор, во ова информативно издание. Ќе му посакам добри ден на Златко Андоновски, портпарол на Македонската фудбалска федерација и дел на некој начин од тимот. Злате, на вистина убава атмосфера денеска овде. Неверојатно чувство. Навистина момците го заслужија овој момент, овој ден. Не знам, велат најважниот, меѓутоа надпревар кој секако ќе го паметиме цел живот, и во победа и во пораз. Се надеваме дека ќе биде голема победа за македонската репрезентација и историски пласман на светското првенство во Катар. Возбудени се сите. Битно е дека фудбалерите се на земја. Тие се професионалци, знаат со каков притисок се соочуваат, знаат дека треба да уживаат во надпреварот со Португалија, знаат дека притисокот на некој начин е на страна на португалците, затоа што ова е за нив do or die надпревар. Ние сме тука затоа што, ја победивме Германија, ја победивме Италија, играме против Португалија, тоа се последните два европски шампиони, Италија и Португалија, и навистина нема поубаво чувство од денешното, да знаат луѓето дека одат со полно срце да ја бодрат македонската репрезентација, да дадеме се од себе, па што биде ако заслужиме да одиме и на светското првенство во Катар. Буквално фудбалски празник и срекни сме што сме овде. Се надевам и гледачите пред малите екрани ќе успеат да навиваат и да испратат добра енергија. Сепак, вечер играме против Кристијано Роналдо, можеби најзвучното име, но и многу други звучни имиња во тој табор. Велиш, фудбалерите се спокојни, малку раскажи ми што тие во овие моменти прават, како помина и вчерашниот тренинг, кога има прилика да почувствуваат атмосферата на Драгао. Се според програмата која што ја одредува стручниот штаб. Тренингот помина во најдобар ред, битно е дека се здрави, дека се подготвени за настап. Селекторот најави дека го знае составот кој што ќе истрче на Драгао. Знаеме дека португалците ќе ги бодрат повеќе од 50.000 навивачи, меѓутоа огромна благодарност до сите овие луѓе кои допатуваа од нашата држава да ја бодрат македонската репрезентација. Навистина сме имале и ракометни првенства и европски првенства во кошарка, меѓутоа чувството кое што сега се случува во Порто е навистина неверојатно, затоа што само во фудбалот веројатно малите условно репрезентации можат да дојдат до сензационален резултат кој што ќе одекне насекаде во светот. Им посакуваме лесни нозе на фудбалерите и ништо, да дадат се од себе, нека уживаат во надпреварот како што вели и нашиот Милевски. Ти благодарам многу, вечер во сите одиме да ја бодриме Македонија и сите впрочем да уживаме во овој надпревар. Благодарам за вас кои што директно од Порто известувате за овој историски настан на македонската фудбалска репрезентација. Ние како федерација даваме се од себе и логистички да ја поддржиме, да бидеме на ниво на тие фудбалери кои што се борат против големите светски имиња и се надевам дека ќе успееме. Тоа е победа за сите нас. Ти благодарам многу уште еднаш. За разбира екипата на телевизија Телма останува овде да го следи надпреварот, а импресиите по него. Искрено се надевам дека вечерва ќе можеме да известиме и да се радуваме на една историска победа на Македонија, но како и секој пат, без разлика дали би победили или не, ние секој пат сме овде за да навиваме за нашите спортисти, нашите фудбалери и секогаш да навиваме за Македонија.